Добар ден, почитувани гледачи, го започнуваме новото издание на Неделен микс. Ве покануваме да останете со нас, имаме многу теми од културата и за почеток една од моите омилени теми, составен дел секако од културата, е и модата. Мојата следна гостинка неодамна се врати од модната недела во Милано, исто така беше и на саем за накид во Милано и сите детали, сите впечатоци за тоа како си поминала, токму во продолжение ќе ги дознаеме од единствената наша модна акредитирана новинарка Анастасија Богдановска. Добре ни дојде. Добре најдов, Марија. Благодарам на поканата, благодарам на отцепениот простор. Јас едва чекам, Анастасија, да ни раскажеш како си помина во Милано. Тебе, впрочем, не ти е прв пат да одиш таму, ти имаш долгогодишно искуство. Апсолутно, да. Меѓутоа, верувам секогаш со нови импресии, нели? Дефинитивно. Веќе 14-та година јас сум таму акредитирана и посетувам нормално со честина со која што можам да си отстапам простор, да избегнам малце, да избегам од Македонија, нели, да се прошетам, што се би се рекло, нели, во Милано, меѓутоа секогаш нормално е тоа свежо, секогаш има нешто ново да каже, имаме ние нешто ново да видиме, да пренесеме, така што тоа е една нов ентузијазам секоја сезона која што се буди во нас. Пред да започнеме со овогодинешните импресии, можеш ли да се навратиш 14 години наназад и ете да ни кажеш како беше тој првиот печаток, првото одење во Милано? Ти сепак не толку искусна како сега, нели? Да, апсолутно. Мислам, јас сум порасната во светот на модата покрај моите родители и така некако тоа ме одвлечка навистина кога сум веќе таму да видам нешто. Навистина како се движат, како се случуваат нештата таму. Меѓутоа беа поинакви времиња, не беа дигитални времиња. Интернетот беше полека некако стануваше некаква алатка која може да се користи, меѓутоа не беше нешто што го имавме постојано во рака и доживувањето беше навистина поинакво тоа што е сега. Информациите тогаш не беа толку како да кажам, пристапни, достапни на исти начин. Требаше да се дојде до нив, требаше да се допре, наспроти тоа што е сега, веднаш во живо ги гледаме нештата кога се случуваат, ги гледаме од различни аспекти, бидејќи сите стримаат, нели, кога присуствуваат, да речеме, на некоја модна ревија, така што веднаш ни се достапни и доживувањето беше поинакво, морам да признам. А сега, како што спомна, буквално се е достапно, се гледа во моментот. Ревијата се прикажува и на Инстаграм и на Фејсбук во истиот момент, но сигурно доживувањето да се биде таму лично е сосем поинако. Многу е поинакво, да. Друго е кога ќе се видат материјалите, кога ќе се видат формите, движењето на модните парчиња, кога ќе се види на писта и кога ќе се искуси од толку блиску, е доста поинакво доживување. Мислам, јас никогаш нема да заборавам на Джорџо Армани ревија, кога првпат, нели, таму одблиску фактички успеав да ги видам, јас бев фасцинирана дотолку. Тогаш веќе имавме телефони и интернет, меѓутоа дотолку бев фасцинирана што нема време да го извадам телефонот затоа што едноставно сте обземени од таа гледка колку е тоа убаво. Прекрасно. А сега овогодинешната ревија, неодамна почина Джорџо Армани, како беше ситуацијата во однос на, мислам, ситуацијата, нели, самите креации оваа година и сето тоа? Беше многу емотивна цела година, јас би рекла, затоа што кога во февруари према март кога беше таа сезона, ние присуствувавме, јас и мојот акредитиран фотограф Марко присуствувавме на неговата ревија и тоа добро, Армани ревиите се во две изданија, едно по друго. И ние имавме среќа на двете ревии да присуствуваме, буквално истата колекција да ја видиме два пати, каде што го видовме на некој начин неговиот последен поклон, скоро последен поклон. Имаше после тоа уште еден поклон во Париз на Армани Приве, меѓутоа тоа беше тоа, всушност по тоа веќе неговото здравје, нели, деклинираше. Беше до некаде очигледно дека веќе каде и да е, тоа ќе биде тоа. И ни беше чест што го видовме тоа, меѓутоа се гледаше во неговите очи дека едноставно тој го прави со љубов цел живот. Мислам, едноставно не избега од почеток до крај. Тој не избега од својот стил да биде присутен во тоа што се случува, тоа што го прави, нели, и да го презентира така, да биде достапен, да биде тука со публиката, се поздравуваше и сето тоа. Па баш убаво и ето посебно искуство што си била токму на неговата една од последните негови реви. Па јас милувам да кажам дека ова се многу интересни времиња, заради тоа што нели овој век во модата е многу, овој
изминатиот век фактички веќе. Да, доста значаен, меѓутоа последните 4 декади доста влијаат на тоа како модата се развива и се движи, и овие дизајнери кои што сега всушност сете тој омаж што го правевме за Thierry Mugler и за сега нормално Армани, мислам доста од имињата сега кои што заминуваат, тие се имиња кои што ја поставуваат модата, кои што поставуваат одредени не темели како такви, меѓутоа ги градат, значи баш на основите во модата, така што многу интересни времиња се овие во кои што живееме. А сега од друга страна пак оваа сезона имавме млади дизајнери кои што се свежи, кои што се изротираа меѓу модните куќи, кои што нови визии поставуваат за тие модни куќи кои што имаат некакво наследство. Што модата е секогаш така динамична и турбулентна, убаво е да се сведочат овие времиња дефинитивно. Така и нов белег дава тие нови дизајнери, а сепак се задржува онај класичен стил од, да кажам, столбот, односно креатурите кои што ги создале тие модни куќи. Дефинитивно. Значи зборуваме сега за Джонатан Андерсон во Диор кој што се врати во архивите, каде што се врати на основите на куќата Диор, и зборуваме за Баленсиага каде што нели Пиер Паоло Пачоли сега сосема ги редизајнираше, ги внесе и визијата на самиот Кристобал Баленсиага, заедно ги измикса со тоа што последно, мислам, сите претходни дизајнери, ама последното со Демна, тоа што беше малце по-интензивно Баленсиага, како што новите генерации ја препознаваат. По-рокерски стил некако имаш оваа последна ревија, колку што успеав да видам, така некако по... Не, имаше доста класични елементи кои каде што нели тој момент на конструктивизам на Баленсиага, каде што мислам на самиот Кристобал кој што ги нели ја се темелите фактички на таа куќа, меѓутоа тоа некако со модерен твист, каде што нормално имаше и омаж, како што велам, на сите дизајнери предходно, значи и тоа е многу убаво што го има направено. Да, дефинитивно, заради тоа што модата, сега ние милуваме да гледаме убави нешта, милуваме да гледаме убави парчиња, сето тоа да ние, нели, и така да ги идентификуваме. А тоа е Баленсиага, тоа е Валентино, тоа е Армани, тоа е Диор. Меѓутоа, модата многу има внатре во себе, кое што кажува, и многу суштина има. И кога тие дизајнери седнуваат, разгледуваат и навистина ги разглобуваат нештата и пробуваат во деталите да ги внесат, тоа кога ќе се види, тоа е тоа што фактички ја прави убавината. Не е само нешто надворешно како што ние, можеби некој кој толку не се разбира толку во тие дизајнерски нешта би го виделе. Па тоа има убавина, меѓутоа да се дојде до таа убавина има работа. Така. И нормално за, да речам, обичниот човек, мислам, човекот кој што не сака да се оптеретува со тие суштински нешта, сака да гледа убави нешта сега. Да дојдеме вистина до убавината, има нешто и подлабоко. Да. Да, го спомна дизајнерот на Баленсиага, тој претходно беше во Валентино. Да, кој не се лажам, и сега отиде во Баленсиага. Да, последно беше таму, да. И сметаш ли дека ќе внесе и некој печат од Валентино или мора да се држи на оние правила од Баленсиага? Како да тие работи кога преминуваат од една во друга модна куќа? Тоа е начинот на кој што всушност ги судиме од оваа страна кога ќе излезат тие колекции. Заради тоа што мора да се одаде почит на тоа што било претходно. И тоа мислам генерално во животот би требало да е така. А нешто имало пред нас што претходело и треба да го почитуваме. Меѓутоа нормално дека секој си има свој креативен печат. И тоа се некои нишки кои што се провлекуваат и убаво да се видат. Со сите овие дизајнери кои што скоро сите кои што се појавија оваа сезона кои што очекувавме и од јуни навака кои што нели со ентузијазам ги чекаме да видиме што ќе направат. Кога ќе видиме дека го испочитувале тоа што модната куќа веќе го имала и кога ќе внесат нормално, секако мора да внесат нешто од себе, бидејќи нивна таа креатива што даваат, тогаш знаеме дека е успешна колекцијата и дека ќе постават некој нов темел, да речеме, над кој што ќе градат нешто понатаму во следните сезони. Имавме и некои неуспешни приказни каде што нели сопственото его, да речем, дизајнерско надвлада, како што беше Жан Пол Готие ревијата, каде што нели муабетот беше не се навраќам на архивите, не ме интересираат и сите го искритикуваа за тоа, така што тоа беше доста неуспешно тој период. Да. Тоа е таа игра, модна игра всушност.
Така е. Од каде да почнеме? Да почнеме прво од сајмот за накид кој што се случуваше непосредно пред самата модна недела. И кажи ни, еве, може да видат и гледачите, тука инсерт имаме од, значи, ова преубава изработка. Што можеше ти да видиш на овој сајм? Тоа е една сосема друга слика од ова што претходно го зборувавме. Значи, на модните недели всушност ја гледаме креативата и некако врвот на сето тоа кој што сака дизајнерите да го прикажат. Меѓутоа, во суштина модата е индустрија. И тоа што го видовме на сајмот кој што претходеше беше буквално меѓу Миланската недела за убавина и Миланската модна недела. И беше еден меѓупростор од 4 дена каде што оние кои што се купци, фактички кои што ја движат индустријата, кои што ни ги пласираат производите кои што ние можеме да ги купиме, можеа нели да видат кои се тенденциите и да имаат разговори со одредени компании кои што им ги пласираат тие производи кои што нели може да ни ги нас да ни ги дадат, да ни ги овозможат. Се гледаат таму тенденциите, се работеа работилници, каде што нели се објаснуваше тоа индустријата како може да функционира и како всушност да ги привлечете вашите купци и кои ќе бидат трендовите. Имаше и некои интерни модни ревии каде што можеше да се види тоа како треба да изгледа, како стајлинг, како парчиња. И беше за накид, за модни парчиња, нели за облека и беше доста разновидно, морам да признам. Во однос на накитот, што на што тебе ти западна за око, што на што те воодушеви тебе? Морам да признаам дека тоа што јас го сакам кај накитот е предимензиониранието. Тоест накит кој што има некаков стейтмент, нешто да каже. И тоа беше многу убаво видливо, јас би рекла, кај тој предимензиониран, значи накит од поголеми димензии кои што можеме да го ставиме на себе, нели? Може и да се види. Ова како би се носело, на пример? Нормално тоа треба да се стилизира и токму и за тоа беа интересни ревиите, каде што можеше да се види тоа како да се стилизира, што на што да се стави. Дали некој фустанче сепак да има, нели? Се носи нешто одозола, да, и тоа нели тоа треба да се искомбинира што како бои, што како контраст исто така може. Меѓутоа да имаше и многу тоа што ме запрепасти е навистина каде што на малите парчиња може да се видат извонредни детали. Значи тоа некогаш може да биде мало парче, да не биде толку нели видливо, забележително на прв поглед, меѓутоа со сите тие детали навистина се гледаше квалитетот, убавината, приказната што има да ја раскаже. Па и самите италијани многу обрнуваат внимание на деталите. Дефинитивно, тоа има веќе во ген. Ете, можеме да видиме да се префрлиме од накитот еве повторно на модната недела. Каде се имаше можност да присуствуваш? Кого се виде таму? Како изгледа оние впрочем новата колекција која што ќе биде за пролет лето следната сезона? Видете, тоа што мене ме фасцинираше овој пат беше тоа што кај младите дизајнери кои што самата камера мода всушност нели оние кои што ја прават Миланската модна недела ставија фокус на едни млади дизајнери кои што веќе јас би рекла дури не се толку млади, работат веќе континуирано неколку сезони и го прават тој совршен микс помеѓу технологија, помеѓу одржливост, некаква традиција и тоа беше најубавото нешто што можеше да се види, морам да кажам. Од овие нели сезони, мислам, дефинитивно можам да извајам дека Марни, Армани ревиите, значи Валентино претходната ревија, некако многу ми оставија печаток заради тоа што се гледа дека имаат доста што да кажат и што да прикажат. Меѓутоа, не знам, Москино и тој се гледа кога сте веќе редовно таму од една во друга ревија, можете да ја видите колку таа игривост од една страна на една ревија, потоа следната сезона ја прават малку посуптилна, малце по едноставна, па се чудите зошто тоа го направиле ако веќе се познати по тоа што сте со игриви парчиња. Веќе искуството си го прави своето, нели? Веќе ги читате од ревија во ревија, од сезона во сезона, стилот веќе им го знаете на креирање, нели? Не само тоа, туку фактот дека тоа е некакво општествено движење. Сакаат нешто да кажат со тоа. Сега гледаме бои и после, нели, прада од немање бои, значи правење со такви некои по базични, нели, колорити,
сега придуваат малце во интензивни бои, тој ентузијазам се виделите зашто тој контраст всушност. Сака да кажат каде и како општеството се движи или треба да се движи. Затоа што историски ако се разгледа модата, интересно е како тој тип на движења, да речеме во големата депресија, па потоа нели најавуваат дека луѓето сака да се прикажат најдобро што можат во тие парчиња што ги имаат. Некако истото движење сега се како тенденција се спомнела, меѓутоа е дополнато со бој. И таа игра е многу интересна. Ние тоа потоа ќе го пренесеме на нашите улици, нели, ќе си ги најдеме тие парчиња во секојдневието да си ги носиме или тие бои. Но убаво е да знаеме што тоа всушност значи малку и подалеку од само парчињата што ги ставаме на себе. Бидејќи економски и финансиски доста зборува за тоа каде одиме како општество. И како што спомна и ти, Анастасија, од секогаш модата ги следала општествените политички нешта кои што се случуваат моментално или пак навестуваат нешто, и тоа е многу интересно. Па би морало, заради тоа што ние сите мораме секој ден да си облечеме нешто на себе, нели? Да. И тоа треба да биде соодветно на местото каде што одиме и каде што присуствуваме. Дали е тоа дека одиме на работа, треба да се движиме низ градот, треба да излеземе некаде, да одиме на нечи роден ден, да речеме, и да се дотераме. Како и да е, во секој случај тоа ние кога го ставаме на себе, нели, тоа е финалната крајниот момент каде модата всушност допира. И сите нас не интересира тоа. Така што ние треба да тие парчиња да ги купиме, да ги најдеме, да знаеме што сакаме на себе да ставиме. Тоа е тоа што модата го говори и нели од повисоките кругови па потоа се расширува до нас како обични многу интересно. Потрошувачи. А еве и конкретно и ти како единствена во Македонија акредитирана модна новинарка, тоа и ни го пренесуваш и со овие впечатоци, затоа сум ти благодарна многу за денешното гостување. Што е оно што генерално ќе се носи следната сезона? Што ти западна за око? Она што го споменавме и пред овој разговор е факт, што е факт е дека предимензионираното нема да излезе од мода. Очигледно тоа не функционира во секојдневието, се чувствуваме комфортно во тоа и ќе го има. Но тој момент исто така го споменав, меѓу класични бои и комбинација со интензивни бои, тие интензивни бои малце ни внесуваат ентузијазам и ќе ги има дефинитивно, но класичните парчиња не излегуваат дефинитивно. Тоа значи дека она што го зборувавме и на почетокот, оние модни креатори кои што некако ја ставија базата на она што се носи, зборувам 80-тите, 90-тите, сега само некако се преформулира, тоа ли значи? Да, затоа што добро, ова некака декада сите милуваат да речат дека нема карактер. Мешаме се и се што. Значи, ако и претходно имаше тенденции 70-тите, па потоа 80-тите и сега навистина мешаме се до 2000-тите и се враќаат 2000-тите, кои што на многу од нас веќе ни се многу блиски. Ние сме ги живееле навистина тие фармерки со низок струк или нели се надевам тоа нема да се врати. Се враќа. Тоа е интересно, од се има по нешто. Ама работата е навистина како тоа сето ќе се склопи, ќе се искомбинира, во различни референции различно се носи. Има кому што му стои, нели? Кому што му стои, па да, затоа што веќе тоа се проникнуваше, нели? Со висок струк па и низок струк кој што сака, на крај тоа дефинитивно го има. Кај нас тоа што не е доволно применето, ама мислам дека кај да ќе дојде е тој момент на предимензионирано. Значи на широки панталони, посебно кај машките, кои што секаде ни свет ќе ги видиме, само кај нас некако тоа не доминира. Кај нас тесни, тесни фармерки функционираат. Да, не су они претесни, посебно кај машките, не убаво претесно кога носат, а од друга страна па и некако прешироко и тоа треба да се знае или како да се искомбинира, да биде со вкус. Па најважното во модата е да се познаваме себе си. И како фигура и она надворешно како изгледаме, но и од тоа што како зрачиме, која ни е енергијата, што ние сакаме да изнесеме кога сме во социјализација со останатите. Нека да прочитам деновиве колку е важно всушност на прв поглед да видиш дали облеката го прави човекот, односно, нели на прв поглед прво гледаме кој како е облечен, кој како изгледа. И според тебе колку е тоа важно? Важно е дефинитивно заради тоа што видете нашиот човечки мозок така функционира. Ние не можеме да го избегнеме тоа. Дефинитивно првите секунди од како ќе запознаеме, од како ќе стапиме во допир со одредено
друго човечко суштество, дефинитивно ни остава визуелно доста, значи тој визуелен печаток ни остава некаков печат, некако доаѓаме до некаков заклучок интуитивно за таа личност. Но тоа не значи дека тоа треба да биде скапо, не значи дека тоа треба да биде луксус, дека треба да биде, нели, да изгледа дека тоа не е тоа единствениот начин да се спастриме. Значи да сакаме да се презентираме. Има дефинитивно нови некои истражувања кои што кажуваат дека мислам тој момент на стил финансиски не мора толку да биде, нели, да се отстапи, да не истроши, но важно е да си го држиме стилот. Важно е да знаеме што ние сакаме и кои што сме си ние. Затоа што ако си го познаваме телото, знаеме што ни стои, ќе знаеме што од тие трендови и што од тие излози кога ќе видиме, нели, во продавница, што тоа би ни одговарало, не ни одговарало, што е за нас, што не е за нас. Не, мислам, има доста трендови кои ќе ме прашаат што е сега во тренд, нели, што е сега ќе биде тренд и следна сезона, а никогаш не се знае. Премногу се трендови, а од тоа треба да селектираме и да видиме што ние би можеле да го примениме на себе си. А впрочем, покрај тие трендови, на крајот на криштата, секогаш некои класични парчиња остануваат за секогаш во мода. Бела кошула, црни панталони, нели? Тоа е нешто што мора да го имаме, да. И најдоброто нешто да инвестираме во животот, нели, од аспект на мода, на модни парчиња, се тие базични парчиња. Тие потоа можеме да ги комбинираме со останатите, нели, дали биле тоа по експресивни, колоритни, дали биле во форма некако, дали, нели, по-грандиозни или некој по така креативни, значи сето тоа потоа се комбинира. Дефинитивно базични парчиња мораме да ги имаме, тоа се нешто што се пролекуваат секоја сезона. Так. Како и на ревиите. Апсолутно. Да, и таму. Многу необични краци имаш и ти. Еве вака јас како гледачка, секогаш си ти впрочем и скоцкана, но во секој случај и овде на овие слики кои што ни ги испрати, навистина секоја модна комбинација се зборува за себе. Колку време ги подготвуваш и колку време ги осмислуваш комбинациите што ќе носиш? Многу интересно прашање заради тоа што секој пат кога знам дека ќе отидам или, нели, ако веќе некако се подготвувам малку подолго време, го имам тоа на ум дека треба да знам што ќе ставам во куферот, нели, со мене или дали нешто таму ќе земам. Но секогаш сето тоа останува, дури да сум направила некаков стајлинг, тоа дента го менувам, зависно од тоа како се чувствувам, како на кои реви треба да присуствувам, дали тоа ќе ми биде функционално, заради тоа што се движиме од сабајле до вечер, буквално постојано сме на нозе, дури сме преморени на крајот на денот. И сето тоа треба да функционира. Така. Но ете, јас бев многу дури и среќна кога дознав дека Дакат ме ставија како една од најдобро облечените со име и презиме како моден новинар. Браво. Од фактот дека јас дел од парчињата кои ги носев беа од претходниот ден кои што ни беа подарени од дизајнерот, тоа беше еден многу во подем дизајнер Марко Рамбалди, кој што јас сето тоа бев инспирирана дента, тоа го ставив на себе и потоа, нели, тоа го забележа како едно од најдобрите, нели, тоа мислам добро, едно од најдобрите, нели, од нивната селекција. Тоа комплимент, браво. Да, така што тоа велам, ако убаво е да си го вежбаме окото. Малце во нашето секојдневие е тешко тоа да си речеме, ајде сега ќе се дотерам, не ни е практично или како ќе ме гледаат наоколу, меѓутоа ако тоа си го вежбаме, потоа и мислам знаеме дека сакаме така да излеземе од тоа, тоа е тоа, мислам дека. Секогаш и во други интервјуа кога ми доаѓаш за други поводи, од модните недели ни носиш фотографии со други познати личности. Кого се виде во оваа модна недела? Видовме доста, значи глумци, глумици, познати личности, но оваа модна недела за мене беше тоа што јас некако стапив во контакт и се повеќе со сите оние кои што се најважни уредници на модните сајтови, модните магазини, значи на Vogue меѓу другото и основачи, значи оние кои што се главни за одржувањето на фактички на миланската модна недела пред се. Заради тоа што веќе се препознаваме и веќе имаме малку по-суштински, малце подлабински разговори кои што може да ги размениме пред и по ревиите. Дури со доста од нив не успеавме да се нели да направиме фотографија чисто за да се потсетам себе си дека нели после одредени години затоа што ми се случува веќе во овој континуитет и да заборавам кој сум сретнала.
Меѓутоа еве го сега го гледаме Ханан, значи тој ми е многу интересен затоа што веќе ти си она наша. Затоа што нели балкански се препознаваме. Чекај сега кој е Ханан? Ханан е I Deserve Couture. Значи еден од оние контент креатори кои што се да речам дали познати, како да го кажам сега во овие социјални мрежи, меѓутоа со многу интересен, луциден тон знае да ги адресира сите нешта што се случуваат во модата. Тој е Хрват всушност. По потекло меѓутоа живее во Америка. Так. И мислам како е еден од оние со кој што може да се разменат по пар зборови пред и потоа после ревија заради тоа што нели постојано сме во трчење таму. Така. Ги спомнавме познатите личности нели од светот и на актерството и пеачите и музиката и така натаму. Од секогаш било тоа да се врзани модата и познатите. Секогаш на модни ревии, секаде, па и кај нас, но генерално зборуваме сега за светските модни сцени, гостуваат познати личности и од музичкиот свет и од актерскиот свет. Па зошто мислиш дека тоа е така? Па важни се во тоа што бидејќи тие се личностите кои што можеби највеќе ги гледаме, највеќе ги следиме, највеќе сакаме да видиме што како ќе изгледаат и дури тоа што ќе облечат, потоа ние знаеле не знаеле, сега веќе се почна и многу да се анализира тоа што облекле и што носат. Меѓутоа допред одредено време не беше тоа така и ние само ги гледавме и потоа бевме фасцинирани од тие парчиња кои што тие ќе ги стават на себе. Или не беа многу интересни, па отпосле ќе истражиме и ќе дознаеме што е тоа што го облекле. Токму заради тоа, нели, тој момент на маркетинг, тој момент на комерцијализација на модата секогаш постоел. Така. Но важно е и тоа кои личности, кои бренд се појавуваат. Како што и би требало да биде и кај нас, нели, кои личности би сакале да се видат на наши модни ревии или да ги искористиме во реклами заради тоа што тие имаат одреден карактер кој што го носат. Значи не е само визуелно што ќе стават на себе, туку одредени пеачки ги препознаваме заради XY нешта кои што претходеле, нели, исто и за глумци и за глумици кои што нели биле во тој филм, па со тој лик карактер некако ги поистоветуваме или нели, сето тоа е една психолошка игра која што игра модата постојано. И не е случајна дефинитивно. Да, ама и тој момент на фасцинација, нели, како познати личности кои ќе ги видиме, сакаме да ги видиме, така. Да видиме што. И одиме во многу подетални анализи, ми се чини сега со социјалните мрежи, па буквално кој до кого седи, за прв ред не станува збор, сите се во прв ред, па кој со кого се поздравил, па како погледнал. Ми се чини вака според она што се случува на социјалните мрежи, баш детално се оди околу тие познати личности, модните дизајнери. Почна да ги разоткриваат тајните кои што претходно нели пробува интерно да ги применат нели самите модни куќи. Дефинитивно, и тоа не само во кој дали биле во прв ред, туку точно во кој дел од првиот ред. Значи дали било средишниот лево десно, дали кој до кого седи, нели тоа сето има игра. Има игра. Да. Па дали треба да разговараат, не разговараат, си вртат грб. Мислам тоа пак таа интрига тука фигурира и нормално како луѓе тоа не интересира. Да, од секогаш било така. Да. Мерил Стрип заедно со Стенли се појави исто така на една од ревиите и буквално се виде барем на видеото кое што го видов, целата публика веќе седната, тие доаѓаат на крај. И тоа е некако навестување на новото продолжение на Ѓаволот носи Прада, или вториот дел кој што толку е зборуван. Веле дури имаше шпекулации дека можеби се снимало дел, што не би ме чудело. Можно е. Но факт е тоа. Значи ревиите барем во Италија би рекла највеќе можеби и во Париз се случува истото, меѓутоа доцна доста. Значи сме навикнати на таа. Ние мислиме дека тоа е кај нас, а ние впрочем можеби на време почнуваат кај. Да, значи половина час со сигурност, некогаш и до 1 час, и со тоа што нели нормално следната ревија бидејќи тие се надополнуваат, се на различни локации низ градот, но кој што треба се стигне од еден до друг крај, и се токму заради тоа и тоа трчење, не е како кај нас на една локација, па ние од една ревија до друга само имаме некаква пауза да се освежиме со пијалок. И не тоа кај нас многу колку што има впечаток. Па добро, да, тоа е некаква час максимум ми се чини. Нормална активност заради тоа што нели ние сепак имаме некаков нормален живот, регуларен кој што го тераме во тие денови кога всушност се случуваат ревиите, кај нас е вечерно случување и после тој нормален живот, вообичаен живот, ние треба да отидеме на настан. И тоа мало доцнење во ред до некаде. Но таму навистина знае да биде
до 1 час и секогаш се чекаат најголемите звезди, нели? Таму и тоа дека нели. Колку реви на ден има Анастасија, некако од прилика? Па има различни изданија, има машко и женско издание. Машкото издание трае 4 дена, женското на 7 до 8 дена и на ден значи започнуваат од 8 часот наутро најчесто, 9 часот до 8-9 навечер. Тоа се зборуваме за ревиите кои што се на регуларниот официјален календар. Потоа има и презентации измеѓу и тоа се насобира до 150 настани во тој период од да речеме 7 дена. И има 10 реви, уште 20 презентации, нормално дека не може да се постигне се, меѓутоа од се помалце пробуваме да начнеме или се селектира. Ете, зборувавме за Миланската модна недела и твоето искуство таму, а еве ние имаме и тука неколку настани од светот на модата, модни викенди, претежно кои што се случуваат и секогаш нели се оние споредби каде сме ние, во споредба со светските центри, па можеме ли некако да се споредиме, одиме ли постепено, имаме ли ние свои наши креативци тука? Се обидуваме, во континуитет се обидуваме, значи нели модниот викенд веќе колку сезони, 18-19 сезона ако не се лажам. Значи постојано се видоизменува, значи начинот на кој што го пласираат тоа нели тука, меѓутоа се обидуваме, не се обидуваат да ги следат светските трендови на пласман на модни парчиња. Меѓутоа кај нас интригата ние малце го изгубивме тоа чувство за нели за модни настани каде што ние ќе бидеме полни со ентузијазам, нели треба да отидеме таму, дали ќе можеме, нели дали имаме покана, немаме покана, со кој и како ќе бидеме видени. Како и да е, убаво е што го има, убаво е што се обидуваме, убаво што ги имаме некои настани каде што сакаме тоа да го направиме, посебно заради дизајнерите, заради брендовите и тие кои што навистина се обидуваат да ја одржат модната сцена. Ние всушност одењето во Милано и таа конекција таму ни овозможи една блиска сега соработка веќе со модните авторитети таму за една платформа тука која што е во процес на развивање за таленти, каде што се обидуваме навистина да ги поврзаме, да им дадеме платформа да не се да не звучам сега малце и депресивно, меѓутоа да не се мачат, заради тоа што македонската модна сцена малце кубори во моментов. Сите обиди се добре дојдени, сето тоа е добре дојдено, важно е и да се па да речам да се коментираат, можеби не критикуваат, меѓутоа да се коментираат, заради тоа што треба да стануваме се подобри и подобри. Модата надвор е многу динамична. Ние ако се обидуваме веќе да фатиме некаков чекор со тоа, мораме да се обидеме навистина да бидеме квалитетни во истото. Така, имаме ние многу и дизајнери квалитетни, само ете треба, нели? Па имаме, но жалосно заради тоа што не успева да го одржат тоа темпо на нели колекција врз колекција, сезона до сезона, заради тоа што нели пазарот е таков каков што е и не е толку дали е мал или не е мал, колку што не е доминантно. Не се ги почитуваме ние нашите вредности. И треба да се вратиме малку на тоа. Ние сме нација која што има квалитети и која што нели треба да сама да си ги препознае првично пред некој друг да ги препознае од надвор. Така, апсолутно. Се обидуваме тоа нели да го одржиме и ќе направиме се по наши рамки за тоа. Ете, ако тоа што сме го виделе надвор, барем нешто тоа да примениме и тука. Со големо задоволство и секогаш е така, секогаш се убави впечатоци и ни се враќаш и ти од модните светски недели. Еве сме на прагот на оние ладни денови, веќе ладното време е тука. Ние веќе скокнавме на сезоната пролет-лето, но Анастасија, еве што би ни кажала ти нам и мене и на гледачите во однос на зимава, на есенва, што повеќе да носиме, на што да се фокусираме во однос на модните парчиња? Па пак се враќаме на тој момент дека јас секогаш стојам на тоа дека сопствениот карактер треба да си го изнесеме. Имаме сега алатки со кои што нели модни алатки со кои што можеме тоа да го направиме, но видете во наше општество важно е да бидеме безбедни од аспект да сме си на топло, треба да внимаваме веќе и нели со закадување, па како тоа, не сум шалови се секогаш. Да, сега мислам дека ќе ни бидат доста достапни, но најважното е секогаш дефинитивно секогаш да бидеме своји.
Така е, баш убава порака и до гледачите. Ти благодарам многу, офативме од се помалку, ми се чини. Благодарам на разговорот. Не знам дали за вас и за гледачите тоа, нели, од уживање за мене дефинитивно, заради тоа што убава тема, кога нели може убав разговор да се направи, за мене секогаш задоволство. Баш ми е драго, јас уживам, верувам дека и гледачите исто. Така, оние кои ги интересира мода, се надевам дека уживаат. Ти благодарам уште еднаш, до следно видување. Почитувани гледачи, Анастасија Богдановска, единствена акредитирана модна новинарка кај нас, беше денеска дел од неделниот микс. Вие бидете заедно со нас и понатака, се враќаме за многу брзо.